Цитатот и насмевка која зборува повеќе од 1000 зборови. Младиот Македон повторно ја направи Македонија горда. Во силна меѓународна конкуренција, ова талентирано момче постигне историски успех на германската математичка олимпијада. Златен медал во индивидуална конкуренција по математика и златен медал во математички предизвик. Со своите резултати, Македон е прогласен и во престижната група лауреати, признание резервирано само за најдобрите од најдобрите. Не кажам дека овој надпревар ми беше многу интересен. Па не беше претежок, а и не многу ми се допаѓаше. Имаше една многу голема конкуренција и ја многу сум среќен што добив златна медала. Ама не само златна медала, туку лауреат на највисок степен. Имаше 3, ја го добив тој за прво место. Јас сум многу среќен што учествувам на вакви надпревари и се ова со надпреварот е друштво. Нема еден спротив друг, нема за себе, ше само друштво и решавање математика. Да, имаш учесници од цел свет и тоа беше една голема дружба на континенти, на раси, на луѓе од сите страни, тимови, така да и ова беше едно големо искуство за сите нас, така да Македон се уклопи одлично. Дури не бевме ни свесни како се тоа помина, али кој доби најголемата награда, сите бевме презадоволни, радосни, не знаевме и како да се понашаме. За успесите на Македон покрај талентот стојат часови работа и подготовка, но изостанува поддршката од државата, раскажува таткото за Сител. Ја можам да речам дека не добиваме од државата поддршка, ова е се на индивидуална база и големи имаме поддршка само од приватни фирми. Ова година и лани и ми требаше повеќе работа, повеќе дедикација и сега ми треба околу неколку недели или еден месец тренинг, бидејќи сега овие надпревари се тешки, не е само талентот, туку повеќе е со трудот, работата и затоа сега морам повеќе да работам за да можам да бидам спремен. Македонија е држава без систем за таргетирање, препознавање и едукација на надарени деца. Сакаме да информираме дека се работи на подготовка на концепција за откривање и работа со талентирани и надарени ученици. Анализираме странски искуства кои ќе ни помогнат во креирање на најдобрите мерки и активности кои ќе бидат дел од овој важен документ, велат од Министерството за Сител. Оттаму додаваат дека ги поддржуваат талентираните ученици преку месечни стипендии од 3500 денари за средношколци и со можност за забрзано напредување во основното образование. Дополнително се доделуваат еднократни парични награди за освоени места на државни и меѓународни надпревари, кои за медали на престижните научни олимпијади достигнуваат и до износ и до 5 просечни нето плати. Но за еден ученик да ја добие некоја од овие награди мора да аплицира на конкурсот распишан од МОН. По меѓувреме, младиот математички гений Македон веќе се подготвува за нови предизвици. Во јули заминува во Несебар, каде веќе се избори за да биде дел од суперфиналето. А како што самиот вели, талентот не е пресуден, туку и трудот со работата. Габриела Лескова, Сител телевизија.